организација на кошаркарскиот клуб Младост од Битола на 22 и 23 мај ќе се одржи 7-миот традиционален меѓународен великденски турнир Битола 2070. Турнирот ќе биде во 4 категории, а ќе учествуваат екипи од Македонија и Хрватска. Надпреварите ќе се играат во 4 спортски сали во Битола, додека свеченото отворање на турнирот е закажано на 22 мај во спортската сала Младост, со почеток во 18 часот. Во изминатите 6 турнири, учествуваја преку 30 на екипи, како од нашата држава, исто така од Хрватска, Србија, Црна Гора и Бугарија. Што се однесува за надпреварувачкиот дел на овој турнир, ќе се одржат надпревари во 3 категории, и тоа момчиња родени 2003 и 2004 година, девојки родени 2003-2004 и микс екипи за момчина и девојки родени 2005-2006. Покрај младинскиот турнир, годинава ќе се одржи и турнир за ветерани над 45 години, на кој ќе учествуваат екипите на Задар и Ровињ од Хрватска, Битолски Пелистер и комбинирана екипа на Кавадарци и Велес. Од македонските легенди на овој турнир гости ќе ни бидат Стојна Вангеловска, која исто време ќе го отвори турнирот. Исто така гости ќе би Благо Ѓорѓиевски Буштур, Митко Луковски, Јанко Луковски, Стерулија Андоновски, Владимир Ботевски. Тие беа кошаркари кои играа против Чиро Перенчич и во негова чест ќе дојдат тука да се видат и да се поддржат малце. Тие се ветераните, се очекуваат и други ветерани, но како што е Тодор Гечевски, но се уште нема потврдено. Годинава во Битола повторно ќе гостуваат од пријателскиот хрватски клуб во Штарница, но овој пат најмасовно досега. Најдраго од сите работи за овој турнир, најубави зборови што можам да кажам, ќе кажам со една приказна. Пред 5 години јас дојдов сам со 8 деца во едно комбе, а ова година сега управо во ова време идете автобус со 63 души, 3 коли идат со по 5 души и уште луѓе идат со авион. Вчера дојда уште тие ветерани од Ровин, така да можам да кажам на овај 7-ми великденски турнир само од Хрватска дојде 100 души. Завршницата на овој 7-ми традиционален великденски турнир е закажана во 14 часот во недела, кога на свеченост ќе бидат доделени наградите за најдобрите.